Почитувани, како носител на листата од изборната единица 3, чест ми е што изборната кампања ја започнувам од регионот од кој јас доаѓам и го представувам источниот регион на нашата држава. Со гордост можам да кажам дека за краток период направивме навистина голем пресврт на истокот, кој беше еден од најзапоставените региони во минатото. Денес сме на Пониква, круната на Осоговските планини и едно од местата кои ја представуваат природната убавина и богатството на нашата земја. Благодарение на владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која за време на мандатот нецели 3 години вложуваше во развој на патната мрежа на општина Кочани, денес граѓаните и до овој преубав туристички комплекс можат безбедно да патуваат по рехабилитирани патишта. Обновен е регионалниот пат Кочани-Пониква во должина од 12 км и вредност од 1.410.000 евра, а во тек е рехабилитација и на уште 7,4 км во вредност од 676.000 евра. Почитувани, за време од 3 години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и владата што ја предводи покажаа одговорност, решителност и визија во решавањето на проблемите на граѓаните и државата. Покажаа како вистински се сака и води татковината. Направивме вистински пресврт. Од економија во минус обезбедивме економски раст во високи плати и рекордно ниска невработеност. Од изолирана и заробена држава, денес сме земја членка на НАТО и земја преговарат со Европската Унија. Донесовме навремени за здравствени мерки, а со 3 пакети економски мерки помогнавме да се спасат илјадници работни места. Но знаеме дека заедно со граѓаните можеме да постигнеме уште повеќе и уште подобро. Затоа подготвивме понуда со која обезбедуваме план и решение за уште поуспешно справување со последиците од корона кризата, поголем економски раст, одговорни и силни институции, мерки кои обезбедуваат ред, правда и дисциплина. Нашата понуда е нова македонска развојна економија. Државата ни припаѓа на сите подеднакво. Таа е наша заедничка одговорност. Затоа креираме земја на слободни и одговорни луѓе. Наспроти ова, од другата страна е ВМРО-ДПМН, партија предводена од неодговорниот лидер Христијан Мицковски, чие деструктивно и незрело однесување ја става во опасност државата и граѓаните. Кај ВМРО-ДПМН ништо не се промени. Остана истата таа партија, заглавена во режимската матрица, без став за ниту едно важно прашање. ВМРО-ДПМН секојдневно потврдува дека не се грижи за граѓаните. Додека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија строго ги почитува протоколите за заштита на здравјето на граѓаните, за ВМРО-ДПМН тие не важат, а со тоа директно го загрозуваат нивното здравје и безбедност. Разликата е јасна. Во следните 4 години сите заедно можеме повеќе и подобро.